Дозволете ми да го изразам моето големо задоволство што денес имаме можност да промовираме две целосно завршени капитални едиции од областа на издавачката дејност, исклучително вредни изданија, кои се содржани во антологијата на светската поезија и антологијата на литературата за деца и млади. Уште на почетокот би сакала да истакнам дека овие едиции се надоврзуваат на низата капитални проекти од областа на литературата и издаваштвото, кои ги реализиравме во изминатите години и со кои јасно ги демонстриравме заложбите на владата на Република Македонија и Министерството за култура да го подигнеме нивото на општата интелектуална култура во нашата држава, но и да ги едуцираме младите генерации и да ја развиеме нивната перцепција токму за вистинските вредности. Ова се изданија кои на едно место сублимираат две различни категории на литературни творби, кои ги афирмираат светските, но и македонските литературни вредности. Ова се внимателно селектирани и концепирани едиции, кои ќе бидат особено полезни за академската заедница и стручната јавност, за професорите, наставниците во средните и основните училишта и се разбира за најмладите. Во тој контекст уверена сум дека значењето на овие проекти низ текот на времето уште повеќе ќе се потврди, бидејќи само на овој начин, преку овие едиции, ние ќе ги достигнеме стандардите на постарите и поразвиените културни средини. Почитувани присутни, во рамките на денешната промоција на наше големо задоволство имавме можност да ги презентираме два тома од антологијата на светската поезија на македонски јазик, во кој е сублимиран препев на над 150.000 стихови, на најубавите песни напишани на многу светски јазици кои датираат од древниот Сумер до денеска. Во вториот том, кој денеска ви го представуваме, е презентирана поезијата која е создавана во периодот од 4 до 15 век, епски и лирски дела од средновековната книжевност кои оставиле длабоки траги во светската литература, меѓу кои и старословенската поезија на свети Константин Кирил Филозоф, свети Методи Солунски, потоа делата на Петрарка, Алигиери, Ридел, Борнеј, Даниел, стихови на многу непознати автори и трубадури. Во петиот том пак е представена извонредна селекција на поетски дела создавани во 20 век на великаните Тагоре, Пол Валери, Рилке, Сандберг, Блок, Хименес, Елиот, Ахматова, Пастернак, Есенин, Борхес и многу други автори кои добро и се познати на македонската читателска јавност. Со денешната промоција на овие два последни тома од антологијата на светската поезија, ние го заокружуваме овој исклучителен проект во кој успеавме да ја обединиме поезијата на стариот век, антиката, средновековието, нововековието, современата поезија, го представивме древното поетско творештво, поезијата создавана од 4 до 15 век, поезијата од европската литература на 16 и 17 век, ренесансната книжевност, книжевноста на маниризмот, барокот и книжевноста на класицизмот, творештво создавано во 18-тиот, 19-тиот и 20-тиот век, и сето она што е највредно во националните култури во областа на поетското творештво. На нашата културна јавност и стана достапно на македонски јазик творештвото на големите Хомер, Данте, Гете, Варлен, Рилке, Лорка, Шекспир, Тасо, Марулиќ, Комоиш, Милтон, Греј, Блейк, Байрон, Шели, Кеплинг, Адгард Алан По, Шилер, Хајне, Иго, Бодлер, Прешерн и многу други автори кои го имаат изградено достинството на светската поезија. Во таа насока уверена сум дека антологијата на светската поезија ќе им овозможи на читателите да се запознаат со најдоброто од светската поезија, да ја осознаат моќта на зборот во стихот, во строфата, во песната. Оваа антологија ќе биде полезна и ќе биде голем предизвик за оние кои за прв пат навлегуваат во светот на поезијата, но и за студентите по филологија на универзитетите во нашата земја. Почитувани присутни, со огромно задоволство денес имаме можност да промовираме уште еден нов и целосно завршен проект на владата на Република Македонија и Министерството за култура од областа на издавачката дејност, едиција која на едно место ги обединува најдобрите дела на македонските автори посветени на нашите
најдраги, а тоа се децата. Пред нас се наоѓа антологијата на македонската литература за млади и деца, која има исклучително значајна, пред се културолошка, естетска и воспитно образовна функција. Ова едиција која во ваква форма се реализира за прв пат во нашата држава, се со цел да го потикнеме развојот на креативноста и размислувањето на децата, да ги потикнеме најмладите да посакаат што почесто да читаат и да се надоградуваат. Нестомнено дека литературата за деца е мощно сериозен сегмент на секоја национална литература во светот. Оваа литература има моќ да трансформира, да ги промени ставовите и да помогне да се надминат предрасудите и стереотипите, истовремено создавајќи свет за толерантност и хуманост. Литературата за деца е сериозен предизвик за талентот на секој автор, затоа што, како што вели и големиот Антоан де Сент-Екзипери, писателот треба повторно да се врати во своето детство, а тоа е стожерен фундамент врз кој понатаму се развива секое дете. Антологијата на македонската литература за млади и деца представува множество од 17 наслови од богатата ризница на дела на македонски писатели од сите генерации, кои се соочиле со најкомплексната задача да создаваат за најмладите. И во неа се застапени книги со кои сме растеле сите ние. Како што се Силен штркот на Марко Цепенков, поезијата на Васил Куновски, боите на моето небо на Фейзи Бојко, големата шума на Видое Видически, Еден лав плаче од страв на Михо Атанасовски, Милосија на Ката Мисиркова Руменова, Сребрените снегови на Живко Чинго, Волшебното самрче на Ванчо Николовски, многу други интересни изданија. Со цел да се добие целосна слика за развојните текови на овој жанр на нашето творештво, во едицијата се застапени и 4 тома на антологиски приказ на македонскиот расказ за деца и млади, како и македонската поезија за деца и млади, во кој е направен еден селективен избор на највредните осварувања на плејадата македонски писатели кои не се представени во останатите томови, како Глигор Прличев, Волче Наумчевски, Лазо Каровски, Науме Попевски, Васил Пујовски, Јован Стрезовски, Христо Петревски и многу други. Ова се дела со кои растеле и растат, се воспитували, ке се воспитуваат генерации и генерации деца, ученици и младенци. Верувам дека сите овие книги обединети во ваква антологија ќе ја потекнат фантазијата, инвентивноста и иновативноста кај најмладите. И можеби токму во таа атмосфера, со книгата во рака, децата ќе ги откријат и своите афинитети, своите желби и своите идни професии. Ова ќе биде едиција која ќе ги збогати библиотеките на нашите образовни институции, училиштата во кои децата непречено ќе може да уживаат во сите овие интересни содржини на овие вредни изданија. Сосема на крајот би сакала да изразам огромна благодарност до сите оние кои го вклучија својот професионален ангажман во реализација на овие два исклучителни значајни проекти. Благодарност до професорите кои беа дел од стручната редакција на проектот Антологија на светската поезија, професорот Радко Дуев, Владимир Мартиновски, Звонко Танески, Лидија Капушевска-Дракулевска и Никола Маџиров. Благодарност до издавачката куќа Арсламина во издавањето на Антологијата на светската поезија. Благодарност до сите македонски автори, до стручната редакција на проектот Антологија на литературата за деца и млади, до професор доктор Весна Мојсова Чипишевска, Раде Силјан и Блаже Миневски. Благодарност голема до издавачката куќа Магор за издавањето на оваа прекрасна антологија на литература за деца и млади и се разбира на крај огромна благодарност до сите преведувачи, препејувачи на стихови, уредници, редактори, лектори на овие значајни изданија за нивната посветеност во реализација на овие едици. Сосема на крајот сакам да упатам посебно признание и благодарност до председателот господинот Никола Груевски за неговата континуирана и безрезервна поддршка на сите овие проекти од областа на издавачката дејност. Ви благодарам, председателе, за овие проекти преку кои успеавме заеднички да создадеме едиции кои ќе имаат трајно влијание во нашиот културен и општествен контекст. За сите најмлади и за дечињата ќе биде од огромна важност оваа антологија, ќе се најде пред се во училиштата, ќе ги збогати библиотеките и библиотечниот фонд. Благодарам, Раде Силјан, за оваа ваша идеја, но сепак ќе ви во оваа насока сакам да кажам дека како Министерство за култура секоја година доста внимание посветуваме за поддршка на книги насочени за децата и најмладите и секоја година поддржуваме над 50 книги, така да во овие изминати 10 години можам да кажам дека се поддржани повеќе од 500 книги за деца и за млади, се со цел
да се збогати библиотечниот фонд и библиотеките кои што ќе бидат насочени токму за најмладите.